Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. На околу една недела пред најголемиот духовен празник Великден, утре и задутре прво е Лазарова сабота, а потоа во недела се цветници. И двата празници нашиот македонски народ ги слави со повеќе прастари обичаи и традиции. На Лазарова сабота се носат гранчиња од врба, се бере и цвејке, додека девојчиња Лазарки облечени во бели руби одати и пеат песни. В недела 7 дена пред Великден е празникот цветници, уште е познати како цветоносна недела и врбица, и се празнува од 3 век. Кај нас има различни обичаи и адети на цветници, како што е одењето во црква, палењето свејки, земањето китка цвејки и ставање во појасот за да се носи цел ден. Во други места се раздавал здравец, а невести се облекувале во нова руба и така натамо и така натамо. Расте интересот кај странски туристички агенции за организирање посети на Македонија. Одовде е разговарано со повеќе туроператори од светот, кои би носеле гости и кај Охридското крајбрежје и низ Македонија. Со еден туроператор преговорите биле при крај, така што надвор од летната сезона да донесел околу половина милион ноќевања во Охрид, со можност за повеќе гости и од Скандинавија, Франција, Англија, Германија и други земји. Почна летниот распоред на авиолетовите од Скопскиот и од Охридскиот аеродром. Во првите 2 месеца од годинава имало 540.000 патници, а лани биле над 3.350.000. За годинава очекувањата се над 3,5 милиони патници да поминат низ македонските аеродроми. Откако е избрана оваа влада, има 24 нови дестинации од Скопскиот и од Охридскиот аеродром кон светот. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле ќе добие целосно нов лик со надградбата, проширувањето, уредувањето и модернизацијата. Градежните работи започнати деновиве, предвидено е да завршат до мај. Тогаш аеродромот ќе има доста простории и за поефикасно, попријатно престојување и услуги на патниците, а и подобри и посовремени услови за работа на персоналот и другите служби. Продолжуваме со вестите. Во политичко-економска посета на Унгарија беше владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Тој во Будимпешта се сретна со премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Разговарале и се договарале за унапредувањето на економската и севкупната соработка, а станало збор и за актуелните меѓународни прашања и проблеми и евроинтеграциите. Преседателот на владата Мицкоски се обрати на бизнис форумот во Будимпешта, посветен на продлабочувањето на економските односи, контакти и соработка, како и размена на искуства и отворање на нови инвестициски перспективи во Македонија. Во дводневна прва официјална посета на Република Македонија престојуваше преседателот на Црнагора Јаков Милатовиќ. Тој се сретна и разговараше со неговата домајкинка, председателката на држава Гордана Силјановска-Давкова, како и со премиерот Христијан Мицкоски и спикерот на парламентот Африм Гаши. На заедничката пресконференција на двајцата преседатели, гостинот Милатовиќ рече: "Отие дојден како пријател кај пријател, дури и како брат во една братска држава. Нашите две земји ги поврзува искрено пријателство и заемна почит, а билатералните односи се пример за добрососедска соработка во регионот.
Шефицата на државава Гордана Силјановска-Давкова истакна дека со колегата Милатовиќ потврдиле од тие извонреден пример заемната соработка и дека заедничката желба и очекувања се стабилен, развиен Балкан, член во Европската Унија, додека економската соработка мора да се зголемува во туризмот, градежништвото, енергетиката и повторното отворање на авиолинијата Скопје-Подгорица. Следи блокот информации на повеќе теми. Нема да има уставни измени и внесување бугари во нашиот устав, без јасни заклучоци од Европскиот совет и без гаранција од Европската Унија за евроиднината на Македонија, како и признавање на правата на македонската заедница во Бугарија, порача премиерот Христијан Мицкоски, истакнувајќи дека ако треба ќе чекаме уште долго, но политики кои директно влијаат врз нашиот идентитет, а не нудат, ќе имали добар крај. Тогаш такви измени, додека е тој преседател на владата, немало да има. Нагласувајќи Мицкоски, оти ќе продолжат и ќе испорачаат тоа што се бара од оваа власт, од оваа земја, како што се реформите и другите услови. Целта е Македонија да остане меѓу водечките кандидати за членство во Европската Унија, ама без компромиси кои бија загрозиле националната позиција на државата, рече тој, повторувајќи дека македонскиот идентитет нема повеќе да биде распродаван и нема да се попушти ниту милиметар. Лидерот на СДСМ Венко Филипче кажа, оти ВМРО ДПМН е била тројански конј, а Мицкоски ја туркал земјата во изолација и работел за српски, унгарски, седоруски интереси. Македонија не била создадена за власта да ја крадела, туку да оди напред за членство во Европската Унија, смета меѓу другото Филипче. Набргу реагираше ВМРО ДПМН на изнесените вакви ставови на Венко Филипче, оценувајќи дека изјавите му биле абсурдни и оти тој бил пример за криминалното владење на Заев, дека партијата СДСМ била во политичка изолација и конфузија и оти за време на нивното владење биле зголемувани давачките за дел производи и имало пораст на цените и инфлацијата, дека СДСМ водел политики кои довеле до распродавање на националниот идентитет, промената на името на државата и договорите со Бугарија, укажа од ВМРО. Последното истражување на јавното мислење направено кај нас од МКД и агенцијата Market Vision покажува дека и натаму најголема е довербата во ВМРО ДПМН и лидерот на оваа партија Христијан Мицкоски, за кого се изјасниле 25,2% од испитаниците, а за ВМРО ДПМН би гласале 24%. На второ место е партијата Вреди на македонските албанци што е во власта со околу 5%, па следи опозицијската СДСМ со 4,9% поддршка и така натаму. Во овие недели на разбрануваниот Блиски Исток и проблемите со горивата, околу тоа каква е состојбата во нашава земја, македонската економија располага со стабилни енергетски резерви, со доволни количества, но дека ситуацијата постојано се следи и доколку има потреба, бргу ќе се реагира. Во услови кога голем дел од европските земји се соочуваат со високи цени на енергенсите, кај нас има намалување на цената на горивата. Инако оваа власт само годинава требало да врати 2,5 милиарди евра стари борчови, направени од претходната влада. Се зајакнува енергетската безбедност и стабилност на нашава земја. Почна изградбата на новиот 400 киловатен далековод во должина од 100 километри, кој ќе ги поврзува трафостаницата Битола 2 со граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница. Овој далековод вреден 20 милиони евра, со години стоел во место, а сега се очекува да заврши до крајот на 2027. И за прв пат Република целосно се поврзува со сите соседни електроенергетски системи, како дел од Европската енергетска мрежа. Кај нас нема да поскапат лебот и печивата, цените остануваат исти до крајот на месецов. Во текот на март, преку ново воспоставениот систем со надзорни камери на улици и патишта во земјава, биле регистрирани вкупно 26.240 сообраќајни прекршоци,
Најголем дел од нив, дури 25.000 случаи, биле поради брзо возење. Разбиена била мрежа за детска порнографија во Струмица. Министерството за внатрешни работи во големата акција и извршените претреси на повеќе места обезбедиле докази за кривично дело производство и дистрибуција на детска порнографија. Уапсени се неколку лица, меѓу кои и 31 годишен вработен во училиште. Во неколку дена се случија и неколку убиства во различни места во нашава земја. Последното беше во Гостивар, па е уапсен 34 годишниот син за убиство на својот 63 годишен татко, кој бил пронајден мртов со повреди на главата. Само 3 дена претходно, 53 годишниот Жарко Гроздановски од Тетовско Брвеница е во затвор, обвинет за убиство на 76 годишниот окриженец Климе Митревски, кој сакал да го раскине договорот за доживотно Жарко да го издржувал, а за тоа да го наследел Гроздановски имотот од 1 милион евра. Расчистено и убиството во Виница на ловочувар и поднесена е кривична пријава за убиство против 80 годишен грчки државјанин. Трагичен беше случајот и во селото Росоман Кавадаречко, каде 27 годишен син со нож ја заклал дома додека спиела неговата 54 годишна мајка. А повеќе од половина век, како оваа популарна радиопрограма Оро Македонско, се емитува на северноамериканскиот континент, меѓутоа се слуша и надалеку во светот. Големата мисија на Оро Македонско продолжува, благодарение на поддршката, на добрата волја и разбирањето од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. За македонското културно богатство често се пишува во светските медиуми. Едно од најпознатите списанија, Археолошки магазин, објави посебен прилог, кој е посветен на најретките прастари модели на кујки во Македонија. Првите биле изградени во Пелагонија, а потоа и во други региони на древна Македонија. И на крај за времето. Времето уште денес сутре ќе биде променливо облачно, дожливо, со северен ветер, можни грмежи и температури до кај 16 степени. Од недела па наредните неколку дена ќе биде сончево со мала облачност и доста потопло. Тоа беше изборот на информациите за овајавување одовде од наша библиска Македонија за популарнава радиопрограма Оро Македонско. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредниче, водител, познат писател и патриот Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Сонцето сјае врз Пелистер планина, мириса ајвар, ракија се точи, во дворот кебапина, жарот шушка, срцето ми игра, душата ми скокотка, бурек со јогурт, граф со колбаси, животот е песна. Рашничина маса, скопско пиво, битолско пиво, вино во чаша. Срцето ми вика, душата се гали. Македонија, ти си ми во мисли.
душата се гали. Македонија, ти си ми во мисли. Ражничи на маса, скопско пиво, битолско пиво, вино во чаша. Кашкава, плескавици, ражничи на маса, скопско пиво, битолско пиво, вино во чаша. Ражничи на маса, скопско пиво, битолско пиво, вино во чаша. Почитувани слушатели, на прагот се великденските празници Христовото воскресение, недела април 12. Но најпрво да ги спомниме празниците сабота 4 април Лазарова сабота, а недела 5 април Цветници. Воедно и католички Великден, честито на сите слушатели од католичка вероисповед. На сите вас кои го носите името Лазар, Лазарка, Цветко, Цвета, честито именден. Вторник, 7 април, Благоец. На сите кои го носат името Благоја, Блага, честит именден. Следува неколку прилози за Лазарова сабота и Благоец. 7 април е Благоевец. Од името на нашата радиопрограма, на сите оние кои го носат името Благоја, Благица, им го честитаме именденот, пожелувајќи им добро здравје. И за нив, и за сите вас, припремивме еден црковен прилог по повод Благоец. 7 април го славиме радосниот празник Благовештение. Кога Пресветата Дева навршила 11 години служење во Ерусалимскиот храм и 14 лета од раѓањето, свештениците и соопштила дека според законот повеќе не може да остане при храмот, туку треба да пристапи кон веридба и брак. Дева Марија не сакала да стапи во брак,
па затоа била доверена на чување на стариот Јосиф од Назарет, кој што и бил роднина. Во домот Јосифов, Марија продолжила да живее исто како во Соломоновиот храм, минувајќи го времето во читање на Светото писмо, во богомислие и ракоделие. Од дома не излегувала, не се интересирала за светските работи и настани, спорувала само со ќерките на Јосиф. Во еден миг, на Пресветата Дева во одајата и се јавил великиот архангел Гавриил и рекол: "Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Не плаши се, Марија, зашто си нашла благодат во Бога, и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус." "Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж?" прашала Марија, а Гавриил и одговорил: "Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи." Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух врз Марија, започнало спасението на луѓето, остварено преку Синот Божи, Исус Христос, роден од Пречистата Дева. За многу години. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Каде доаѓаш, на кој јазик зборуваш? Јас доаѓам од Република Македонија и зборувам македонски јазик. Република Македонија? Да, никогаш Северна, само Македонија. Вау, браво! Вчера во селото Теарце Тетовско по повод Лазарова сабота се пеа и вакви песни. Кажува што треба да се прави. А тато? Те секогаш заборава што зборувавме пред 10 минути. Што сакаш да станеш кога ќе пораснеш?
Сакам да бидам богат како тато. А вашиот татко е богат? Не, ама и тој сака. Што прават тато и мама пред спиење? Тато ја бакнува мама кога мисли дека јас спијам. Стварно? И што правиш ти? Јас ги отворам очите. И потоа... Драги слушатели, претходно испративме честитки до сите оние кои го носат името Лазар, Лазарка, Цветко, Цвета, Благоја, Блага, по повод Лазарова сабота и Цветници. Меѓутоа, примете најубави честитки и од нашите спонзори и тоа. Лил Сизар, Пица и фамилијата Илич, Вилбур Кија Фор Кар Дилер и менаџерот Менде Талевски, Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Cell и Truck Partner компанија. Председател на Македонската алијанса Ѓорѓа Џош Атанасовски и идниот Кинг Џорж заедно со братот Јоси. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку патничката агенција на мојата колешка Ана Коруновска, чиј телефон е 630-432-9371. Доктор Луи и доктор Христофор Хацис од заболекарската ординација во Стелен Хајц. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Трајчевски заедно со супругата Весна од First Development од Далас, Тексас. На сите вас ви ги честитаа празниците, како и католичкиот Великден. Важно сообщение. За сите слушатели од Илиноис, Индиана и Милвоки, слушајте го Оро Македонско во живо секоја недела од 2 до 3, одма после Voice of Macedonia со мојот колега Ристе Спировски. Недела од 1 до 2, а од 2 до 3 Оро Македонско. Ги очекуваме вашите коментари. Драги слушатели, иселениците од село Љубоно, кои живеат во Детројот и околината, ве покануваат на својата селска слава Светијата нас летен, кој ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер во Македонскиот културен центар на Света Богородица во Стелен Хајц. Почитувани, на наше, но сигурно и на ваше големо задоволство, ве известуваме дека традицијата продолжуваме да го правиме она истото што го правиле некогаш нашите дедовци и баби, кои заеднички ја прославуваат ова селска слава Светијата нас летен во нашето Љубоно со една голема игранка со богата трпеза и добра музика. Заради тоа ве покануваме сите љубанци, преспани и македонци да дојдете и заедно да го прославиме овој празник. Љубанска слава ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер. Влез е $50, а за деца $20. Кога сме ке Љубено, да кажеме една непријатна вест. Неодамна дотемил изгоре куќата на еден наш соселанец, Петре Кичовски Наумовски. Петре, драги слушатели, беше долги години кмет во селото и председател на црковниот одбор во селото. Денес, после ова што се случи, заслужува да му се помогне да изгради нова куќа. Покрената иницијатива, секој љубанец и пријател на Љубено во дадени можности да му се помогне. Друштвото Љубено од Детројт треба да ми даде повеќе информации. Ќе ви донесиме и ќе ви доставиме каде и како да му се помогне на нашиот соселанец Петре Кичовски. Драги слушатели, следуваат распоред за црковните богослужби. Сабота и недела, Лазарова сабота и Цветници служби ќе има во 10 часот сабајле. Велики четврток и Велики петок служба ќе има сабајле и навечер во 7 сатот, сабота во 10 часот сабајле и навечер во 11:30 часот прво Христово воскресение. Недела сабајле, црковна служба, второ црковно воскресение, понеделник, вторник, втор и трет ден на
Великден служба сабаља и наредната недела 19 томова недела. God's story, Easter. So part of God's story is about Easter, and it begins like this. You might know Easter as the Sunday a ginormous bunny hides chocolate inside plastic eggs. But Easter is really all about how much Jesus loves us and how God sent him to rescue us. Remember how the Jews, God's special family, were waiting for a king to come rescue them? Well, Jesus was the king, and this rescue was the whole reason he came to earth. God had already rescued the Jews once before, but this time it was going to include everyone. So one night, Jesus told his friends about the rescue. Exciting, right? But talking about this rescue was sad. That's because Jesus was going to rescue the world by dying. Kids, every mean or bad thing we do deserves punishment. By dying, Jesus took our punishment. Кога молчам, опасен станува мојот молк. Кога молчам, крик од утроба допира до планината и ги растресува лисјата во гора. Молкот не замолчува, извира како вулкан од утробата на планината. Ја разлева својата вжештена лава по распуштената ми приквечерина. Крикот молчалив се шири како молња над широкиот хоризонт од празнина и бара прекривка, за да го запре мирот и тишината. Гласно да прошепоти за поројот и бурите во некој неповрат беден. Да го слушнеш молкот и ништо да не кажеш. Да го чуеш гласот од секаде и од никаде да извира и да ти ја корне тишината. Кога молчам, зборува крикот во гората, во листот на гранка, во песните на птиците, во шепотот на брановите. Викајте, урлајте сега, сите вие врескајте гласно. Јас молчам. Молчам што нема сум веќе и немам глас да го спослам сиот јад и горчлив вкус на оваа небиднина. Јас молчам. Тоа беше поезија од мојата колешка Наумовска. Поетско катче со мојата колешка Нела. Да, се мина веќе и свршено се е. Секо молња денес згасна во темнината. Па сега сум море каде пустош тлее и солза сум само зеница истината. Може би за волот друго срце треба и тагата да е лачна месечината. Може би јас нема да се најдам себе, може би, но слеј се со тишината. И заборав утре кога ќе ме скрие, и што сонца светнат над нас во висината. Во моите очи еден зрак ќе бие, една жива струја и дах на вистината. Јас сум Оливер Милошевски, естраден уметник, а вие ја слушате македонската програма Оро Македонско. И ја можам ага мену да го спрегнам 72-3 кида, ама некам. Тоа што е само бендисан на секој семафор вака прај Ферари. Јас сум спокојно, ти со Ауди Кутри мали хрчки. Греота си, немаш кај да стиснеш колата, у прва брзина ќе изгорите ламерите. Сите којни да земете, како Александар Македонски, сите. Со којни ќе се шетаме. Полека ќе возиме. Одам, за којнот ми вика, имаш ли возачка? Што ќе ми е за којнот возачка? Дајте ми јавачка. Само ако може некоја позгодна, ако не е проблем. Одам, вика, имаш ли собра кајна? Одам таму на технички, вика, колку којна е којнот?
Па еде кој не? Јас ведам на технички преглед, таму вика колку којна е којнот. Па викам, еве јас сум со којнот позади, брат ми Силвестер со којнот и жена му, значи 3 којна пише. Ми вика, па 2 којна. Па 2 викам има и жена му на Силвестер кој не стае во фацата, значи 3 којна пише. 3 којна да биде. Дали вика ми вика на Агамемнон на којнот твој има стоп светла. Па не знам, дигни опашот, провери. Рачна вика дали дигате. Дигаме, ама летно време, зимно време, не ја дигаме, ке се укочи. Јас се надевам дека ова го весели премиерот и убаво му е. И толку од нас затоа што народот не зажабе, рекол се што е убаво, кратко трае. Фала на пажња. Чаје море ово на овај Балкан, немој да го трсиш, многу е Балкан. Море Александар, ko te pravio, svite nas u crno, si ne zavio. Daj, 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 prikazni ože, daj mi istorija, što ke mi je lep. Daj, 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 prikazni ože, daj mi istorija, što ke mi je lep. Čaje more ovo na ovaj Balkan, nemoj da go trsiš, mnogu je Balkan. More Aleksandar, ko te pravio, svite nas u crno, si ne zavio. Daj, 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 prikazni ože, daj mi istorija, što ke mi je lep. Daj, 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 prikazni ože, daj mi istorija, što ke mi je lep. Следува двострука честитка за роденден и именден. Пред неколку дена својот 94-ти роденден го одбележа Велика Рајчовска Лембовска и Христо Карапаша. И точно пред 94 години беа крстени во водите на Стара река во Лубуно. Идната недела 12 април, Великден, двете лица ќе ги одбележат своите имендени. Честит именден на самиот празник Великден на Велика Рајчовска Лембовска и честит именден на Христо Карапаша. За вашите 94-ти родендени и честито именден Христово воскресение и песна Христос воскресе, навистина воскресе. Воскресе, радост донесе. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos voskrese, radost donese. Zvezde igrajte, gore pevajte, Hristos voskrese, radost donese. Zvezde igrajte, gore pevajte, Hristos voskrese, radost donese. Šume šumite, vetri brujite, Hristos voskrese, radost donese. Šume šumite, vetri brujite, Hristos voskrese, radost donese. Mora gubite, zveri ličite, Hristos voskrese, radost donese. Mora gubite, zveri ličite, Hristos voskrese, radost donese. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos voskrese, radost donese. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos voskrese, radost donese. Anđeli stojte, pesmu utrojte, Hristos voskrese,
смутройте, Христос воскресе, радост донесе. Небо се снизи, землю возвиси, Христос воскресе, радост донесе. Небо се снизи, землю возвиси, Христос воскресе, радост донесе. Звон на звоните свива, јавите, Христос воскресе, радост донесе. Звон на звоните свива, јавите, Христос воскресе, радост донесе. Слава ти Боже, свети се може, Христос воскресе, радост донесе. Слава ти Боже, свети се може, Христос воскресе, радост донесе. Што мислите вие за овој случај со оглед на експресното негово завршување од затворски во куќен притвор, практично во неколку часа се случи сето тоа, откако се врати во земјава? Од она што го слушнав во јавноста, и тука немам конкретно детали, немам временска можност да се запознам за состојбите во предметот, меѓутоа она што го имам како информација е дека кучниот притвор е поднесен предлог да се продолжи од страна на надлежниот јавен обвинител. Меѓутоа, тој предмет исто така предизвика доста реакции во јавноста. Го споменав и предходно во еден мој јавен настап и денес сакам да го повторам. Ако јавниот обвинител пред себе имал околност дека животот е загрозен на конкретно лице и дека таквата безбедност не може да се гарантира во затворски услови, јас секогаш кога ги анализирам и од страна одлуките на судот, на јавното обвинителство, секогаш се обидувам да се внесам и јас во конкретниот случај. Како обвинител во тој предмет, доколку пред мене имам таква информација, секако не би си дозволил да се впуштам во ризик некого да ставам во притвор, а имам околност која што упатува дека тамо може да му биде загрозен животот. И ризикот да одговара за нечи живот е преголем. И само за да се задоволи јавноста, нечи живот да биде загрозен, мора тука да се не може да се бара пропорционалност. Правото на живот е неприкосновено. Секој има право да го ужива, а државата е таа која што треба да го гарантира. Така да во такви околности и постапувањето и одлучувањето на јавното обвинителство и на судот кој што го определил кучниот притвор, сметам дека било неминовно. И за Артан Груби само сакам да ве прашам, што мислите вие за овој случај со оглед на експресното негово завршување од затворски во куќен притвор, практично во неколку часа се случи сето тоа, откако се врати во земјава? Од она што го слушнав во јавноста, и тука немам конкретно детали, немам временска можност да се запознам за состојбите во предметот. Пред се што морам ваке да излезем у јавност и да зборим, второ и да ви кажем, да прашам, извине, колку вреди животот у Македонија? Колку вреди животот на сестра ми? Дали животот некој може да ја го врати? Дали нејзината младост некој може да ја врати? Мојата младост дали може да ја врати? Мојата душа дали може да ја врати? 2 години го судија човеков. Штуби човек, 2 години го судија. Колку вреди животот у Македонија? Дали некој мене ќе ми објасни животот у Македонија? Колку вреди животот на сестра ми? Со 2 години ние треба да бидеме задоволни. Со 2 години ја треба да отидам и да ја речем на сестра ми, да ја запалим свеча и да ја речем: со 2 години биди задоволна. Ова е законот у Македонија. Не може со 2 години. Максималната казна 5 години нема да ми ја врати Теодора мене. Ќе ми олесни муката мене. Ќе каже на секој следен што може да го доживее, не дај Боже истово. Ќе каже дека има правда. Ако стигне до максимална казна, ќе има правда овде ако стигне до максимална казна. Сите веруваа
правда. Ја верувам во правда. Ја верувам дека ќе се смени ова 2 години и ќе остане баре максималната казна 5 години. Верувам силно дека Теодора не гледа и дека Теодора за ова плаче многу појче него ли ја. И верувам дека силата најзина е у мене и дека нема да се откажам и дека максимум законската казна он ќе ја добие. Теодора мора да спие мирно. Мора тоа да го возможи. Текстот е на Љупче Василев и ја работевме кај Дејан Момировски. И минатата недела кога ја снимав, со таква емоција ме понесе, што додека ја пеев првата строфа, се направа испеав, и кога дојде за рефренот, ми застана само кнедла во грлото и се расплакав. И ми вика продуцентот, зашто застана, се беше перфектно. Викам, се расплакав, многу се внеси во филмот. И тоа е она што ме прави, што ме исполнува. Изводок од Елена Белевска. Преку океани, долго време, дома не се збрани. Австралија преку океани, долго време, дома не се збрани. Австралија преку океани, долго време, дома не се збрани. Славни христијани што не го сваќаме значењето на постот. Значи, постот не е диета, постот не е начин на исхрана. Постот е тоа духовно поврзување со Господ Бог, меѓутоа за спасение на нашата душа, бидејќи во времето на постот, тоа го кажувам мои лични искуства, постојат некои страсти во мене што не сум свесна, меѓутоа во времето на постот доаѓаат во поголем израз и така ние на тие искушенија треба да им одолееме, бидејќи нашиот животен пат како православни христијани е да навлеземе длабоко во нашата душа, да ги спознаеме нашите гревови, да се покаеме, да се исповедаме и колку можеме со човечки сили да се трудиме да не ги повторуваме. Нашата човечка природа е падната природа. Не можеме да бидеме совршени, веќе совршен е само Господ Бог, но колку можеме да останеме со чисто срце и да се движиме по Божиот пат. Прекрасно, не знам да православна христијана. Драги слушатели, тоа беше мал прилог за сите вас кои посетите за великденските празници. Твои, за да не согрешиш со него грешејќи двојно, приучувајќи се и себе си на таа погубна страст и не спречувајќи го да злослови против ближниот. Затвори му ја устата на оној што клевети во ушите твои, за да не согрешиш со него грешејќи двојно, приучувајќи се и себе си на таа погубна страст и не спречувајќи го да злослови против ближниот. Уставните измени. Останува ли власта со пратеник помалку или станува збор за разлики во знам кои може да се припишат на демократскиот карактер на партијата? Во тема на денот ќе ни појасни пратеникот Миле Цеков. Добро вечер и добре дојдовте.
Добро вечер, благодарам на поканата. Чест ми е што сум во вашето студио и поздрав до гледачите. За почеток, уставните измени е едно од прашањата кои што навистина дефинираат. Па дури ги дефинираа, ми се чини, во еден значителен процент и парламентарните избори на кои знам стана дел од владата. Ставот на вашата партија беше уставни измени може сега, но со гаранции и со важност од моментот кога ќе биде ратификувано полноправното членство на Македонија во Европската унија. Вашиот став неодамно изнесен е значително поразличен. Што се случи? Не барате гаранции, не барате полноправно членство, може да се гласа веднаш? Вака сега. Најпрво, моите различни ставови не се нови и не се однесуваат само на минималната плата. Јас и претходно сум имал своји позиции по низа економски, политички, односно идеолошки погледи, но кога станува збор за уставните измени, сметам дека немаме разлики во ставовите и чувствувам одговорност и обврска пред граѓаните и јасно да го повторам мојот став и да ги расчистам дилемите, бидејќи изминатите денови мојата изјава беше делумно пренесена и предизвика одредени различни толкувања и впечатоци. Имено, мојот став е конзистентен, принципиелен и непроменет. А тоа е како демократ, кој ги почитува човековите и малцинските права, апсолутно немам ништо против да се внесат бугарите, хрватите, црногорците во уставот, но со заштитени национални и идентитетски прашања. Повторувам, со јасни, заштитени национални и идентитетски интереси. Исто така, како демократ, сака мојата земја, мојата држава Македонија, да влезе како полноправна членка во Европската унија со чист и јасен македонски јазик, идентитет и култура. Тие теми не се за преговори, всушност, тие се темелот на нашата држава. Истовремено, повикувам и треба да седнат сите политички лидери заедно да изградат еден национален консензус, но не со поделби внатре, меѓутоа и со разговори и диалог надвор, се со цел да се одлокираат евроинтегративните процеси за младите да не ни заминуваат, но во меѓувреме ние треба да се фокусираме на најважните прашања на граѓаните, а тоа се животниот стандард, платите, борба против корупцијата. Сакам да напоменам кога сме кај темата европска, само околу ставот околу уставните измени. Вие впрочем оваа формулација дадовте при вашиот последен настап на забелешка на новинарот дека ставот ви е ист како на премиерот. Вие рековте дека не вие и дека сте подготвени уште утре да гласате за уставните измени, па сега ќе ве цитирам: да ги донесем уставните измени после ако има реално пречки по основни идентитетски или било какви други прашања, можеме согласно уставот, имаме 81 пратеник и можеме да ги стопираме. Тоа е став кој е многу поблизок, односно е целосно исто ставот на СДСМ. Јас имав две изјави, апсолутно е погрешно сватена и сега затоа се дообјаснив и затоа потенцирав дека мора да имаме заштитени национални и идентитетски интереси. И овој мој став е дециден и јасен и непроменет. Што значи во таа смисла за вас заштитени идентитетски одредници? Дали тоа значи дека сепак вие утре не би гласале без некакви дополнителни гаранции од Европската унија, од Софија или некоја друга форма? Која е конкретно вашиот став? Што значи заштитата за која што зборува? Доколку утре јас бидам успоруван по однос на идентитетот, јазикот и културата, тогаш Европа не заслужува. Доколку бидеме успорувани по однос на тие прашања. Затоа реков, ЕУ е Европската унија е наш императив, но мора да има јасни и прецизни одредници. Добро, бидејќи има разлика помеѓу едниот ваш став и овој кој вечерва го слушаме, се должи тоа на ваше лично дообјаснување или сепак на реакција од вашата партиска централа која што бараш од вас да го коригирате ставот? Не, апсолутно демонтирам, никој од не е побарал да се произнесам, тоа е мојот личен став. Добро, имавте ли реакции од партијата, од незиното... Во однос на уставните измени? Да, не, апсолутно не. Затоа што знаете, ова е прашање на кое знам беше можеби една од најострите
партии во предизборието пред парламентарните избори. Многу од пораките на вашиот партиски лидер беа токму на оваа тема. Се профилиравте како партија која што токму на ова прашање ќе ги штити националните интереси, затоа ја очекував дека веројатно ќе следува некаква реакција кон вас за вака значајно прашање да имате различно. Апсолутно тврдам дека немаше воопшто никаква реакција. Ние можеби да имаме различни мислења и различни ставови по однос на многу други прашања, но во делот на уставните измени не. Добра. Едно од прашањата за кои беше првото јавно разидување, можеби претходно имало и други теми за кои не сте имали исти ставови, но вие гласавте за законот за минимална плата од 600 евра, кој во собранието беше поднесен од Социјалдемократскиот сојуз. Зошто се одлучивте сега да поддржите еден ваков закон и во минатото СДСМ како опозиција и други партии имаат поднесувано законски решенија со кои што треба да се подобри стандардот и на работниците и на граѓаните, не сте отстапиле до сега во делот на гласањето. Зошто сега? Видете вака, мојот мотив беше принципиелен и прашањето за минималната плата е прашање за достоинство и за тоа каква држава сакаме да бидеме. Јас ќе ги образложам на кратко моите аргументи и причини зошто сметам дека минималната плата треба да биде надвор од законското решение. А тоа првиот аргумент е регионалната споредба. Ние имаме најниска плата во регионот. Вториот аргумент е просечната визави реалната инфлација. Ние на годишно ниво ја завршивме инфлацијата до 4,1%. Меѓутоа, за граѓаните што примаат минимална плата, реалната инфлација е многу повисока. Затоа што нивната потрошувачка е концентрирана во основните животни намирници, а тоа се леб, месо, јајца, зејтин, енергија и слично. И токму во тие категории инфлацијата е сега висока и ќе биде уште повисока. Оние што цела плата, оние семејства што цела плата ја трошат на храна и енергија и мал пораст на цените значи сериозен удар врз нив и најмногу ќе го почувствуваат. И третиот аргумент ми беше формализација на економијата. Сведоци сме дека вработените во приватниот сектор се осигурени и пријавени на минимална плата, а остатокот го зимаат во плико. И тука најголем губитник е државата. Впрочем, губитник е и пензискиот и здравствениот фонд. Меѓутоа, губитник е и самиот работник, затоа што неговата иднина се темели на минималната, а не на реално исплатената плата. И затоа јас во комисиската расправа предложив рационален пристап, односно субвенционирање на разликата во придонесите од зголемувањето. Филип II Македонски во 4-тиот век пред нашата ера, за да контролира важен стратешки премин низ Пелагонија. Подоцна во римското време, Хераклеја станува значајна станица на Вија Егнеција што ги поврзува Јадранот и Цариград. Музеиците што денеска може да ги видиме припаѓаат на рано христијанските базилики од 5-тиот и 6-тиот век, што сведочат на урбан и духовен живот. Хераклеја била важен град на патниците, трговците и војниците, многу пред развојот на современа битова. Знаеш ли дека Хераклеја не била случајно изградена токму тука? Градот го основа Филип II Македонски во 4-тиот век пред нашата ера, за да контролира важен стратешки премин низ Пелагонија. Подоцна во римското време, Хераклеја станува значајна станица на Вија Егнеција што ги поврзува Јадранот и Цариград.
Музеиците што денеска може да ги видиме припаѓаат на рано христијанските базилики од 5 и 6 век, што сведочат на урбан и духовен живот. На движењето за единствена Македонија, за Македонија на сите граѓани кои живеат во Република Македонија. Дојдов овде да кажам дека македонска мајка ме родила и клетва ми оставила, расти и бори се чедо за Македонија. Мила моја мајко, јас твојот аманет го исполнувам. Ево сум меѓу народот, ево сум меѓу илјадници македонци кои си ја сакаат својата татковина. Биди спокојна во твојот задгробен живот. Дојдов овде пред овој народ и пред Господа Бога, аманет да оставам. Се заколнувам во верата, свеста и честа, додека стојам, обстојувам, а татковината ми е во опасност, ја бранам со сите своји сили и средства. А што ли уште друго треба да се случи да согледаме дека Македонија се наоѓа во опасност? Треба ли да дочекаме црвени јајца за Великден да ни забрана да вапцуваме или Илинден да не го прославуваме? Треба ли еден ден Македонија да осамни како двојазична? Треба ли еден ден да видиме како ни се менува химната, знамето, како ни се менува идентитетот, народот, како ни се распродава името? Во оваа прилика ги повикувам сите свештени лица, во сите епархии на Република Македонија да ја земат иконата, да застанат со овој народ кој си ја сака татковината први во редовите, да не дочекаме и нашите свети зданија, нашите цркви да бидат двојазични. Тие се вековни македонски обележја со кои ние се гордееме, со кои ние обстојуваме како народ кој си ја сака својата татковина. Од овој собир испраќам порака до сите пријатели во Европа, во Америка, Канада, Австралија, до сите држави кои се пријатели на Република Македонија, силно да ја отфрлат платформата пишана во странска држава. Во овој миг ве замолувам вас, мили браќа и сестри од седмата сила, низ вашиот етер, низ пишаните и електронските медиуми, мојот апел, моето обраќање да стигне и до председателот на Соединетите Американски држави, господинот Доналд Трамп, бидејќи во неговата предизборна кампања ги придоби симпатиите на македонскиот народ. Секое срце од македонецот ќукаше и биеше во поддршка на председателот Трамп. Се координиравме со нашите иселеници, му дадовме силна поддршка. Господине Доналд Трамп, вие на вашата парична единица имате напишано веруваме во Господа. И ние македонците веруваме во Господа, веруваме и во вас. Вашата предизборна кампања беше дека нема да рушите држави, нема да поддржувате соросоиди. Дојдов овде да дадам силна поддршка на движењето за единствена Македонија. Ке повикал 20 синови да им каже нешто многу битно. Им кажал дека има скриено злато во семејното лози и дека откако ќе почине, децата можат да го побараат златото, да се збогатат и да живеат безгрешно до крајот на живот. Синовите го свателе ова многу сериозно. Штом починал таткото, веднаш отишле кај лозјето, почнале да го копаат и да бараат богатство. Кога завршиле, биле разочарани. Таткото наш не излаж. Нема скриено богатство во лозјето. Но што се случило потоа? Лозјето родило многу голема берба, многу грозие. Од тоа дел направиле вино, дел го продале и заработиле многу пари. На овој начин, таткото ми ја пренел најбитната лекција.
парите нема да дојдат од небо. Парите ќе дојдат со многу труд, со работа и со трпение. Затоа немој да чекаш. Превземи акција и уште денес реши се својата финансиска иднина. Децата се први во орото, македонски ора, кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се озлавнат. Го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле и ки си пеат. Кад со играат оро, ки си пеат. Со пеиме, а дети со правиме у селото, децата се први во орото, македонски ора. Село дамбени се сардиса, преку полноќ бој се фати, преку полноќ бој се фати, дедо ми крему стак сука, дедо ми крему стак сука. Пандо плашо сеир прави, пандо плашо сеир прави. Вангел Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.